Епа, нешто по 18 часот Сител телевизија, што значи време за листа за 300. Надпреварувачите подготвени. Јас подготвен, се надевам дека и вие сте подготвени, драги гледачи, за денешното интересно издание на нашиот квиз. Да не должам повеќе. Се знае, прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Сашо и Мартина. Повелете. Мартина, како си? Добре, супер. Добре, супер, Сашо. Здраво. Здраво. Повторно да се видиме. Повторно да се видиме. Кој пат е ова сега? Трети пат, така. До сега успеавме да земеме 250 евра во претходните, во минатите два квиза. Денеска имаме повторно шанса да атакуваме на онаа 300 евра сума што реков, но се знае како оди целата работа. Нови надпреварувачи, нови противници, нови две лицитации, па на крај дури листата за парите. Да не ви одзема повеќе време, да не сакате да додадете вие нешто? Нема, тоа е. Сите ги поздравивме во минатите епизоди. Доста име. Доста. Нека гледаат. Добро, поред. Мартина и Сашо, повторно како домакини. Знаете, ваша е домакинската кабина, повелете. А тука во нашето студио се и нивните противници. Како предизвикувачи денеска ќе ги видиме Александар и Лазар. Повелете. Как сте? Слушай, Добри? да, одлично. Расположени за игра. Разположени, да. Така, Александар и Лазар повторно Да. тука во листа за 300 по некоја кратка пауза. Колку време немаш? Па не. Нема да ми кажеш минатата сезона дека е. Тука измеѓу транзит беше. Така да, како ми лета време во таму. Лета, да. Мислам дека побрзо беше, ама во право сте. Да, поминува. На неколку пати до сега па ќе помбуваве со исто надпреварувачи туку честници во листа за 300 и тој викам ајде бе брат. Дојдете што више нема 2 месеци, можеше 2 години не сме. Од 21. Леле вика, ковидот. што, да. Више ми е хаос во глава. Да, така е. Мило ми е што сте повторно дел од листа за 300, расположени за игра, рековте. Секогаш, така е. Почувате како предизвикувачи. Да. Ме интересира баш дали ќе стигнеме до домакини. Така е. Како и да е. Ајде. Денеска рековме. Како предизвикувачи, значи ваше предизвикувачката кабина. Повелем. Ćao. Саши Мартина, односно Александар и Лазар се во нивните надпреварувачки кабини, а сега, драги гледачи, стапувам јасна сцена за да ги проверам дали функционираат како што треба, за да си продолжиме понатаму после со листа за 300. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Александар и Лазар, дали се слушаме? Се слушаме, да. Се е во ред, немаме никакви Да, проблеми. се е така? во ред. Одлично. Знаете, ако имаме ќе ми кажете, тоа е тоа. Важи. Сега ќе исклучиме и вашата кабина, за да видиме кабината на Саши и Мартина. Се слушаме. Се слушаме, слушаме. функционира. Одлично. Ајде, Саши и Мартина, време е да почнеме, така? Може. Ете, драги гледачи, сите се убедивме во исправноста на нашите кабини, што значи време е да почнеме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска ќе си почнеме со првата лицитација. Темата за истата гласи. Машки имиња кои завршуваат на буквата А или пак на буквата О. Бараме машки имиња кои завршуваат или на буквата А или на буквата О и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, српски, турски, ромски и така натаму. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Саши Мартина, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично, Александар и Лазар, дали ни е јасна темата? Да. Супер! Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Тоа се Александар и Лазар. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Ако имате понуда, момци, споделете со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 11, 11. 12. 12. 13, 13. 14. 14. 15, Едно повеќе 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18, 19. 19. 20. 20.
21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 28. Едно повеќе 28. 29. 29. 29. Округло 30. Округло 30. Стигнавме до 30. Колку сме, Марко? 30? 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 34. Не, Модель 35. 35. 36. 36. 36. Чем толку идет? Колку да? 36? Да. 36. Мислиш? 37. 37. 38. 38. 39. 39. Не, округло. Округло. Округло 40. 40. Айде, какво? Може да Айде, бе, пуши пък не. Нека си не направи. Нека одговараат, Марко. Да одговарат? Ајде да видиме. 40 празни полиња. 40 точни одговори ми требаат од Мартини и Сашо за да го освоиме првиот поен. Баравме машки имиња кои што завршуваат на буквата А или пак на буквата О. Две има со Кога крај ќе на бидете А, подготвени, две на очи. слободно започнете. Со на крај со О. Ајде. Ацо. 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 Може Ацко. Така е. Сигурно? Да. Ацко. Ацко. Сега ќе видиме. 50 мора. Ацко 130 во Македонија, точен одговор. Ајде да не мешаме, пошто тоа не е голем брой. Добро. Ајде. Горанчо. Горанчо. Ајде Тересите. Може Фимчо? Ајде. Така е. Фимчо. Фимчо. На Б не кажам, така. Така е. Боро, Бранко, Бошко. Ајде. Боро. Боро. Така е. Бранко. Бранко. Така е. Бошко. Бошко. И Божо. Така е. Божо. Божо. Со О на крај. Така е. Владо, Владко. Владо. Владо. Така е. Владко. Владко. Точно. Величко. 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 Величко 58. Точен одговор. Димчо. 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 Димо. Така е. Димо. Димо. Да, точно. Димко. 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 Така е. Ѓоко. 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 Поред Така е. Катанче. Ефто. 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 Точно.
Жарко. 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 Живко. Така е. Живко. Живко. Дарко да не го кажа. Врати се назад, можем. Така е. Не го кажам. Добре. Дарко. Дарко. Точно. Зоранчо. 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 Здравко. Така и на пола сме точно. Здравко. Здравко. Така е. Со З може. Звонко. 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 Така е. Не мора. Ами чекай, добро. И може и со. Не со З, да не употребам. Добро, дзене, ајде. З. И. Илчо. 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 Иво. Така е. Иво. Иво. Ибро. Така е. Ибро. Ибро. Јово. Така е. Јово. 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 Така е. Јованчо. Јованчо. Така е. Јошко. Како? Јошко. Јошко. Семек. Не, добро. Така е, точен одговор. Крсто. Крсто. Иначе зибро заборев да ви кажам, многу малце ги има во Македонија. Колку? Само 20. Да. Крсто. Ама доволно за точен одговор, така е. Како рекоме крсто, точен одговор? Чекай, Крсто. сега нека друго ми текне крсто. Љупчо. 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 И со П, и со Б. Љупчо и Љупчо. Це Љупчо со П. Со П ќе го играме прво, па Добро. после со Б. Така е. Сега Љубчо. Се Љупчо, да. Така е. Уште 9. Може? Спиро. Спиро. Стево. Така е. Стево. Стево. Точно. Страшо. Страшо. Да. Страшо. 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 Сашо и Сашко. И Да. Страшо. Точен одговор. Сашо. Сашо. Така е. Сашко. Ми текна на Сашо. Да. Добре. Не, чекавте вие по азбучен одите. Сашко. Точно, уште 4. Ајде, Христо, Алексо, ајде. Христо. Христо. И ти ај на Ашо тебе смислени. Така е. Алексо. 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 Уште колку стана? Две. Уште две. Алексо пред 38. Точен одговор, уште 2. Неговото Вања ќе го спомним како баш пите. Може? Може, ајде. Вања. Вања. Како си ние? Поздрав до синче дома, еве. Вања, ја го не ме разбира. Вања уште едно. Така е. 203 има Вања во Македонија, добре. Едното е мое. Ајде, Джемо Биби. Не, да не потребно така не. Не бе им. Сигурно Кој ќе биде последниот? Чекај. Дај Каде некој се? посадно да играме на ризик. Ранко, готово, ајде. Да? Ранко. 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 Поздрав, еве. До Ранко. Бубамара. Да го поздравиме. И со него успеваме да го освоиме и првиот поеволистат за 340, па можам слободно да кажам релативно брзо кажен имиња и поголемиот 95% беа на О.
И срам да вие, Марко не го кажавте. Еј, Дарко кажавте, Жарко кажавте. Не ни текна. Марко, ништо за Марко. Да сте живи и здрави, доста е спомнување мене. Така е, по азбучен ред одевте, нема што да ми се правдате по едно си е ваш. Затоа сте дојдени Александар и Лазар. Добро беше 40, мислев дека доволно надаваме, но после видов и на вас ви текна имињата кога почна да ги набројуваат и вие го фатија редот некако и да, си вроди со плод, но ништо не, готово, знаете, продолжуваме веднаш со втора лицитација, да не ви го одзимам времето, но сепак пред тоа да прочитам уште некое име, веќе се фокусирам и сконцентрирам на оние што се на А, затоа што многу кажавме многу. Тука ги имаме Алија, Андреја, Андреја, потоа Благоја, Богоја, Воја, Груица, Драгиша, Ѓоргија, Илија, Јовица, Колја, Коста, Лука, Љубиша, Матеја, Матија, Микица, Мустафа, Никица, Никола, Саша, Секула, Славиша, Станиша, Тома и така натаму. На ово мислам дека кажавме доста. Сега, драги гледачи, е време за втората лицитација, а темата за истата гласи: главни градови на островски држави од целиот свет. Извор: сајтот на Nations Online. Бараме имиња на главни градови на суверени држави признати од Обединетите нации. Иначе, за островски држави се сметаат државите кои со целата своја територија се наоѓаат на еден или повеќе острови и кои немаат воопшто копнен дел. Ќе ви дадам еден пример. Хрватска. Знаеме сите дека располага, има многу острови, но не се смета за островска држава. Исто така ќе ви кажам и да внимавате, попаметно да не играме Австралија, не е тоа островска држава, тука е држава континент и не влегува, не се води како остров. Тука сакам да разјасниме за да не дојде до некоја забуна. Саши и Мартина, дали ни е јасна темата? Јасно, да. Одлично. Александар и Лазар, дали ни е јасна темата? Да. Чиме се како што треба и се име јасно на нашите надпреварувачи, може да започнеме. Знаете дека при второто лицитирање први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Александар и Лазар. Да исклучиме кабината повторно на Саши и Мартина. Александар и Лазар, која ќе имаме понуда победа? Пак со 5 ќе почне. 5, 5. Започнуваме со 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 10, 10. 11, 11. 12. 12, 12. Уште една. 13, 13. 14, 14. Нов Зеланд, Тајван ги има. Колку сме? 14, 14. Чекай малку, че мислим да не ни кажат, малку. Че кажеме 15 или че мислим. Нов Зеланд го имам, од Африка само Мадагаскар. Од острови овие никој не е од Арабијата. Од Арабијата, се они треба да кажат градовите, не државите, главни градови на држави. Од тие. Добро. нека одговарат. Да одговарат. Ајде да видиме. Александар и Лазар, 14 празни полиња не се многу, но пак ќе кажам и темата е малце не е толку наивна. Да. Затоа бидете внимателни, не ги бараме нели државите островски, тука ги бараме главните градови на државите. Што по автоматизам ја прави потешка малце да биде, потрики да биде. Почнеме со. Кога ќе бидете вие подготвени, слободно започнете се. Кажуваме дали да идеме со Обединето кралство како целокупно или со Ирска плюс? Не, или со, пазе, пак ќе кажам, градови. Нема да, ама сега посебно се рангира Ирска со United Kingdom, да. Сам вас, да. Ајде ќе почнеме со И не мора државите, само градовите. може да се- Рејкјавик. Рејкјавик. Чуем. Се идеме Ирска, да. Кажеме. Рејкјавик, Исланд, точен одговор. Даблин. Даблин. Главниот град на Ирска, точен одговор. Лондон. Лондон, Почете се. главен град Обединетото кралство и трети точен одговор. Валета, Ла Валета. Валета, Малта. Почете се. Се идеме рековме. Кипар. Да. Тоа е четврти точен одговор. Козириш.
Никозија. Никозија. Чекай, ще един реков там. Така е, Кипар. Средноземно. Точен одговор. Добро. Ај, Јапан, Токио. 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 Главниот град на Јапонија, така е. Малдиви. Мале. 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 Мадагаскар. Добро, земите. Мале Малдиви. Седми точен одговор, на пола сме таман. Мадагаскар. Антананариво во Мадагаскар. Анта на Риво, на Равио. Како го? Не кажуваме. Така е, точен одговор. Кингстон. Кингстон. Јамајка. Јамајка. Така, Јамајка. Главниот град на Јамајка, точен одговор. Доминиканска. Санто Доминго. Санто Доминго. Главниот град на Доминиканска република. Точен одговор, уште 4. Куба. Хавана. Хавана, Куба. Така е. Хаити. Порто Принс, Хаити. Порто Принс, Хаити, така. Чекай сега. Порто Принс. Дали Уште 2. чекай му се. Полет кај бирам нека посигурно. Не е остров. Не. Виетнам е остров. Не е остров. Јужна Кореја. Што? Не, Много сега много кажа. не, ајде, крајте, да сваки случај. Од Индонезија, ви? Тие се острови. Острови се. Индонезија и Малезија. Почекай сега дали ќе го рачунам. Ке го рачуна. Индонезија и Малезија се острови. Ама се знам. Да, кажи, слободно. Джакарта. Джакарта, Индонезија. И види. Обаве, 100%. Така е. И последниот кој ќе биде? Куала Лумпур. Лумпур. Куала Лумпур. Не е остров, Јужна Кореја, право. Ако не бутне. Зашто вака? Почу. Куала Лумпур која држава? Малезија. Малезија. А Малезија островска ли е, другар? Треба да е. Треба да е островска. За жал не е. Не? Сега ќе ви дам да видите. Не е убаво се требате. Зошто Нов Зеланд не го изигравте, го знаевте други. Ова беше непотребен кикс, сега еден лапсус, кој што ќе не кошта учество во листа за 300. Знаете ли колку ми е криво? Таман го поминавме све, идеме пенали, се израдува, бев сигурен 100%. И направивме кикс буквално на последното. Ќе ви дам, ќе си проверите и самите, сега ќе провериме, но за жал Така е. Джакарта беше добар одговор. После тоа еве, ќе ви ги кажам, тука ги имате и самите си ги знаевте, ги имаме Бриджтаун, Барбадос, добро, Валета, Велингтон, Нов Зеланд, Викторија, тоа е главниот град на Сешели, па Дили, Источен Тимур, Јарен или Науру, неофицијален, Науру добро, нема главен град, тоа е Јужна Тарава, Кирибати, Кастри, Санта Луција, Кингстаун, Сент Винсент и Гренадини, потоа Манама, Бахрейн, Манила, Филипини, Маджуро, Маршалски острови, Морони, Нгерулмут, Палау, Никозија, Кипар, кажавме добро, Поликир, Микронезија и така натаму. Многу ми е криво, драги гледачи, самите можете да видите што вака се случи баш на 14-тото на последниот одговор од оваа тема, кога сите се понадевавме дека ќе биде ултра интересно денешното издание на листа за 300, кога нашите победници ќе ги одлучевме преку пенали, но за жал тоа не се случи. Александар и Лазар, вратите знаете дека ви се секогаш отворени во листа за 300, па се надевам дека повторно ќе се видиме наредниот пат, понаспани ќе дојдете, нема да направиме ваков кикс, ваков лапсус, а супер знаете. Ми изненадивте со градоеве, сериозно, ги многу лесно ги протрчавме, не знам што стана за на крај вака да утнеме работата, но тоа е што е. Да, така, Велингтон, ама тоа искочи. Да, требаше Велингтон, Може сериозно. би требаше, да.
Тоа е што е. Не се разочаруваме, доаѓаме на редниот пат и си заминуваме со 200-300 евра награда. Така е. Козаинат. Козаинат, Е, така, козаинат. Се гледаме, момци, Саши Мартина, одлично одиграно. Имавте сега многу среќа нова последново, да буквално ги знаја, ги коментираат там, коментира и други градови. Може да одберат, но не знам што ги натерете, баш да го кажат главниот град на Малезија и тука да се киксат, но како и да е, тоа не го менува фактот, теку уште еднаш ќе задружиме тука. Овој пат, ајде Мартини, сашто да видиме дали ќе атакуваме на 300 евра, за да освоиме она максимална сума што ни фали. Затоа, драги гледачи, останете со нас, ќе се вратиме веднаш по паузата. Саши Мартина, повторно тука на главната сцена и повторно ќе имаат шанса да си го спогатат финансиското конто. Минатиот пат 200 евра, предминатиот 50 евра, што значи се вкупно до сега 250 евра успеавте да освоите во листа за 300. Повторно имате шанса сега за парична награда. Темата е повторно интересна, па ако малце сме шетален из Македонија, мислам дека и до далеко можеме да стигнеме. Да не должам повеќе, да ја видиме нашата листа. Знаете, веќе стандардно таа е составена од 15 празни полиња. Ако ги исполниме сите со точни одговори, ни следува и она сума единствената која што ни фали сега да освоиме. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра. Тоа е и последната што освоивме во минатото издание. И сега, како што рековме, за 15 точни одговори ни ќе освоиме сума од 300 евра, која што воедно е единствената која што ни фали. Па, мислам да чекирам и таа. Ќе видиме. Ајде да видиме. Слушајте вие добро, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема села во Македонија во кои се содржи буквата Ш. Бараме имиња на села во Македонија во чие име се содржи буквата Ш било каде во името. Не дали на почеток, во средина или на крај, не е важно. Саши Мартина, верувам дека ви е јасна темата. Сега, ајде малце да шетаме низ Македонија. Ти ќе ги памтиш, ја ќе ги вако. Не се, ајде. Значи Ш. Ш. Да има внутри. Срешево? Не. Ајде, ќе почнемо. Да, доста криво кашта ми е село. Нека. Зашо не Трешево? По Скопски до тоа да како? Добро. Трешево? Кривогаштани? И Чашка е село, ако е општина, не е град Чашка. Село Чашка со општина. Кај одиш у село Чашка? Ајде. Добро. Започнуваме со Црешево. Започнуваме со Црешево. Да, не е град. Црешево се води иначе под Газибова. Да. И е прв точен одговор. Кривогаштани. Кривогаштани. Општина село. Така е, Кривогаштани, точен одговор. Чашка. Чашка исто општина. Чашка. Епа, преку чашка до 50 евра. Со чашка до 50 евра. Така е, точен одговор. Што правиме за понатаму? Ќе продолжиме. Одлично. Идеме така. Ајде, Скопски тука. Ајде, сега идеме. Шишево. Шо беше? Шишево е село. Добро. Памти го? Чешино го ближе. Село како Чешино, само село може да биде. Го памтиш првото? Шишево. Шишево. Чешино. И Раштак. Раштак. Започнуваме со Раштак. Раштак, уште едно село кое што се наоѓа во Газибова општина. Да, Чешино. Така е, Раштак, четврти точен одговор. Шишево. Да. Шишево. Шишево, Кај што има јагоди многу. Поближево си. се наоѓа во Сарај. Облешево. Така е, И Облешево. и Облешево. Има Охридско село, Облешево.
Мислешево? Кажу. Облечево за 100 евра. Точен одговор. Честитки, што правиме сега за понатаму? Ајде да се договориме. Да се договорите слободно. Мислешево и две албански села што сум бил више. Ајде. Шемшово и Шутово. Шемшово, ајде. Кажи. Одиме понатаму? Одиме, да. Одлично. Тетовско село Шемшово. Шемшово. Шемшево, како сеќавате, се наоѓа Јегуновце. Така. И тоа е воедно седми точен одговор за Мартин и Сашо. Укриткото ми мислеше. Да. Мислешево. Мислешево. Голем поздрав до сите мои другари од Мислешево и од Струга. Добро. Нормално. Така е, точен одговор. Од твојот крај, од Кичевско, малку познато село Шутово. 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 Да, бе. Да прашам се. Така е, и 150 евра освојуваме повторно. Ајде, пополека, ме послушувате, ајде. И фалат уште 6 одговори за да освоиме максималната сума, уште 3, да одиме да загарантираме наредната поголема. Да се договорим. Да, баш слободно. Така, готов Ајде. запамти го. Добро. Зашле. Рашчера. Куштак. Добро. Куштак. Зашле Никуштак и Тошница, Чичко. Чичко. Да, така. Идеме понатаму. Одиме подале, супер, ајде. Отошница. Отошница. Паланечко. Ајде, добре го најдов. Тоа е ваши 10-ти точен одговор, отошница. Да, и зашле. 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 А кај се наоѓа Зашле? Македонски брод. Македонски брод. Да. Е, таму ми е крајот. Аха. Да. Село смотано. Пушково. Паланка што сум идол таму и готово. Значи, непознато село. Ајде. Ништо. Зашле, опа, 11-ти точен одговор. И за на крај, За на крај. од мојот крај, скоро мртво село, Мушково. Мушково. Да. Мушково. А Долносел како се вика, женсково. Или дгоро, се едно. Кумановско, Паланечко. Кумано. Тука го водат како Кратовско, да, нема Добре. везе, да. Мушково, точен одговор, битно, за 200 евра. 200 евра. Мушки. Да лажам, Ќе помислиме малку да се. Размислете убаво, имаме повторна шанса да освоиме и парична награда од 300 евра, како што можете самите да видите, драги гледачи. 12 одговори имаме, што значи ово име повторна шанса од 3 одговори кои што ги прилазат да се усвојат 300 евра. Дали ќе успеат? Сега ќе видиме. И третото, ја ќе го мислам, ти полека. Не, чекај. Ако не го смислиме, нема да идеме. Ајде, кратко имаше тука некој... Сега ги поминував параграф. Добро, Шани. Готово. Океј, имаме. Кажи го добро. Имате? Супер. Ти ги памтиш ли две? Од кај бе, од кој кај да? Нема да ги пусти, нема да бидат ти. Памти го ти тоа? Кој рековме? Ја ќе ви ги Добро, памтам, кажа ти. Сериозно, жо. Ја ќе ви ги памтам. Како Добро, беше? Шане. Добро, Шане. Кој крај бе?
Орешани или орешани, понатаму беше Пакошево. Памтки бил. Ајде, готово. Ајде. Орешани. Орешани, та е повторно во близина на Скопје, потоа Зелениковско, таму Зелениково. Понатаму Пакошево. Само момент, да, и пишеме да не ви утнеме ние работата. Така е, Орешани Зелениково 13 и потоа Пакошево. Пакошево, Ново село и Пакошево е преку Вардар. преку Вардар. Не би исто беше кај Орешани. Пакошево Орешани. Исто да, како што си каже, кај Зелениково се наоѓа и Пакошево и точен одговор за 300 евра. По кој село ќе треба да одиме да частиме сега? Сега ќе одиме. Каже едно Велгошти и готово. Ајде. Велгошти. Велгошти. Ето. Ајде, Велгошти. И крај. Цела Македонија убаво ја свртевме уздуж по брегот, секако. Велгошти. Вртиме низ цела Македонија, за на крај нормално да се отидеме во најубавиот крај. Охрид, во Охридскиот дел, што значи Велгошти да не должиме 15 точен одговор, со дамата еднаш прво. Да не биде Балкан Бонтон, тоа сакам секогаш да кажам. Честитки, ете, ги освоиме се буквално сите суми во листа за 300. И 50, и 100, и 150, и 200, а сега и 300. И што е уште поинтересно, Саши Мартина си обезбедите учествувај во следното издание на нашиот квиз. Ако не се лажам, тогаш ќе бидете по 4-ти пат, така? Так. Супер, што значи 4-ти пат поред се дружиме заедно. Честитки, со здравје да си ги трошите парите. Благодарам. А јас да прочитам уште дел од оние села кои што може да ги кажа. Тука ги имаме Бегниште, Кавадарци, Битуше, Маврово и Ростуше, пота Ваташа, Вирничка, Кршла, Вранештица, се извинувам, Градиште, Елшани, Калиште, Колешино, Конопиште, Крупиште, Крушопек, Куклиш, Кучевиште, Лешо, Клюбаништа, Мешеиште, добро кажам, Никиштане, пота Ношпал кај Могила, Отешево, Ресен, Радишани, потоа Раштани, Танушевци, Ташмаруниште, Фариш, Кавадаречко, Црешево и така натаму. И сега да прочитам сега уште неколку од оние села кои што имаат невообичаени и чудни имиња. Тука ги имаме Плавуш, тоа се наоѓа кај Валандово, Крива Круша, Чашка, Грешница кај Кичево, Кошарка, Демиркапија, Смешково, Зелениково, Три чешми, Штип, Штука, Босилово, Шупли, Камен, Куманово и така натаму. Една од карактеристиките за македонските села покрај нели убавините кои што ги имаат од секој аспект се и откачените интересни имиња меѓу нив и овие. Со ова, драги гледачи, го завршувам и денешното издание на нашиот квиз. Секако во продолжение останете со програмата на Сител. Чекайте да видите што ќе направат Мартин и Сашо во следното наше издание и секако немојте да заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!